Добар ден на сите. Јас ќе се обидам да бидам многу краток, за да споделам некои податоци кои се многу важни и за вас како представници на медиумите, а посебно за граѓаните. Денеска во Министерството за економија се завршени сите анализи во делот на начинот како се реализираат мерките и кое е влијанието на мерките во однос на потрошувачите во нашата држава. И споредбено од 1 август цените кои биле во малопродажба и тоа што беше на 20 септември, речиси секое домаќинство во нашата држава има заштета од околу 2070 денари од сите тие производи кои се замрзнати од страна на влада. Тука не влегуваат пијалоците и безалкохолните и алкохолните, што најверојатно, согласно нашите податоци и проекции, би достигнало до 2400 па до 2500 денари заштеда на секое домаќинство во нашата држава со одлуките на владата. Ова уште еднаш покажува дека одлуките на владата се прават согласно конкретни податоци, имаат директно влијание во животниот стандард на граѓаните, а воедно и нема да застанеме тука, ќе продолжиме да носиме и дополнителни мерки. Затоа би сакал една порака, посебно во делот на трговците кои се занимаваат со овоше и зеленчук. Гледајќи ги податоците, и официјални и неофицијални, кои се добиваат од различни институции, па и директно од трговците, се приметува дека има најголемо зголемување на цените во делот на овошјето и на зеленчукот. Тука земјоделците ја завршуваат целосно нивната работа. Во делот на трговците и тие кои го покриваат нашиот пазар и тие кои извезуваат, имам една порака за да не го имаат македонскиот пазар како резерва во делот на снабдување со овошје и зеленчук. А зошто ова го викам? И за тоа ќе следат конкретни мерки. Во делот од јули па до денешниот ден се приметува дека има начелно многу голем извоз за одредени земјоделски производи. Но тоа треба да биде во корелација со зголемено производство, заради тоа што во одредени држави има недостаток на овие производи и наместо да ги покриват македонскиот пазар, тие количини кои се производени за нашиот пазар, тие ги извезуваат, а дополнително на тоа, ова влада преку интервентниот план и по редовните субвенции ги субвенционира директно земјоделците се со цел да го зголемат производството, но воедно да имаме и поконкурентни цени за нашите потрошувачи, за нашите граѓани. Владата на нашата држава, ние како Министерство за економија немаме намера да субвенционираме производи за други држави. Намената на субвенционирање на производи е за нашата држава, затоа ние не сакаме да се воведеме во ситуација да тој геп, таа разлика што се прави, ние да бидеме обврзани тоа да го надополниме со увоз, кој согласно моменталните царински давачи е 65% за одредени земјоделски производи. Затоа апел да тоа што е предвидено да се пласира во нашиот домашен пазар, тоа да се направи. Ако во случај се прави спротивното, значи ние како Министерство за економија нема да предлагаме до владата намалување на одреден процент, но ќе предлагаме укинување целосно на увозните давачки за земјоделските производи, пошто наша цел е да го заштитиме животниот стандард на нашите граѓани, а тоа би го направиле со такви одлуки, ако во случај се зголемува дополнително извозот, кој е значи за пласман во македонскиот пазар. Ви благодарам многу. Имавте во пролета како наредба за да се престане количината на извозот на јајцето, на пример, што беше. Дали од сега ќе се презема некоја нова наредба и само со апел ќе се апелира дека субвенционирани производи ќе се продават за напред? Значи вака.
Првично би сакал да му се заблагодарам на председателот на владата за големата доверба што ја има кон Министерството за економија и кон луѓето кои работат во Министерството за економија во делот на креирање на анализи, на мерки, дизајнирање и слично. И ова доверба ние сакаме да ја вратиме со точни информации во делот на тоа што се случува од почетокот на ова влада па се до денешниот ден. Само да давам пластичен пример што се случува во делот на трговијата со зеленчук и овошје. Ако ги гледате статистичките бројки, ќе приметите дека има зголемен извоз. Заради тоа што владата субвенционира земјоделци, преку интервентниот план имаше дополнителни субвенции во текот и на претходната и ова година, но одредена количина на производство, ако се 100 единици, например 80 единици од тоа производство е наменето за македонскиот пазар. Заради тоа што Косово, Грција или друга држава има недостаток на тие производи, тие 80% нашите трговци ги намалуваат за да ги снабдуваат нашиот домашен пазар и тие количини ги продаваат надвор од државата, например во Косово или пак во Грција или во друга држава. Што значи дека ние субвенциите што ги даваме како држава, мерките што ги носиме, ние не сакаме да субвенционираме граѓани на други држави. Ние тоа го правиме за нашите граѓани. Го правиме првично за земјоделците, а секако дека и за граѓаните и потрошувачите во нашата држава да имаат пониски цени од тие што ги се во регионот. А тие заради одредени профити, тука зборувам само за трговците на зеленчук и овошје, не зборувам за земјоделците, тие веднаш го пременуваат значи најлесното за да добиват поголеми цени. Ние не сакаме да се воведеме во ситуација да носиме одредени забрани, заради тоа што Република Македонија е пример на начинот како се реализираат договорите за слободна трговија што ги имаме и во соседството, но и во ниво на Европска Унија. Но во случај, ако имаме информации, а веќе доаѓаат информации, дека нашите соседи, а посебно Србија, во одредени случаеви и Косово, прават дампинг цени, се со цел да бидат поконкурентни во нашиот пазар, вклучувајќи тука и одредени производи во делот на безалкохолните и алкохолните пијалаци, ние сме обврзани да ги штитиме нашите домашни производители, а преку штитење на нашите домашни производители ќе ги штитиме нашите потрошувачи.